Здраво, драги гледачи, добродојавте во новото издание на Супер Звезда. Ова емисија ќе одговориме на сите оние прашања кои немавме можност да ги одговориме во минатата емисија. Повторно, заедно со Супер Звездичките, ќе одговориме на оние прашања кои ги интересираа нив и оние прашања кои ни ги поставија нашите гледачи, а се однесуваат на тоа како е направен најголемиот детски проект на сите времења, поточно како настана Супер Звезда. Доколку сакате да дознаете нешто повеќе, вие се наоѓате на вистинската фреквенција. Останете заедно со нас во следните 60 минути, ќе ви ги откриеме тајните на Супер Звезда. Правиме журка. Дечки, здраво! Добри ли сте? Баш ми е драго, ете, во минатата емисија имавме шанса да си поразговараме. Ова емисија ќе продолжам да одговарам на вашите прашања, значи, како што разговаравме, ете, кој од вас има некој прашање кој што би сакал да ми го постави, а се однесува на Супер Звезда? Повели ти, Кукличке, кој е твоето прашање, Марта? Здраво, Дарко, сакам да прашам колку емисии Супер Звезда прави годишно? Убаво прашање. Супер Звезда на годишно ниво произведува по 40 нови емисии. Значи секоја година, од 52 недели колку што има една година, 12 недели Супер Звезда одмара, а останатите 40 недели секоја недела Супер Звезда прави по една нова детска емисија. Ајде одиме со следното прашање. Кој ќе праша? Повели. Здраво, Дарко, сакам да прашам која е најинтересна емисија што е снимена до сега? Во овие изминати 11 години Супер Звезда има снимено стотици прекрасни убави емисии. Јас не можам ниту една од нив посебно да ја подвојам. Мене сите тие емисии ми се подеднакво драги, но ја вака доколку зборуваме за поспектакуларни емисии, може да ги земам во предвид оние кои што Супер Звезда ги направи во соработка со Министерството за внатрешни работи. Беше интересно кога имавме како се разрешува заложничка драма, беше убава исто презентацијата како специјалната полиција се судира и се справува со демонстранти. Беше интересно кога имавме можност да научиме и да видиме како работи сообраќајната полиција, да посетиме една полициска станица, барем тоа се оние емисии кои мене како машко вака ми оставиле впечаток. Инаку сме биле на многу места, сме биле низ многу фабрики, сме виделе прекрасни убавини ширум Македонија, сме биле и сме патувале и низ други градови, но вака ако треба да подвојам една специјална посета која што така мене од раните почетоци на Супер Звезда ми остави впечаток е посетата која што имавме кај председателот на Република Македонија. Тоа беше првиот председател во тоа време, господинот Киро Глигоров, кај што имавме ексклузивна шанса да бидеме гости во неговиот кабинет и да се дружиме со председателот некој си час и половина и снимивме една убава и прекрасна емисија. Здраво, Дарко, ја сакам да те прашам каде Супер Звезда никогаш нема снимено до сега. Има многу места каде што до сега Супер Звезда никогаш нема снимена емисија. Со тоа што Супер Звезда има ограничен буџет на ниво на една година, ние повеќето од емисиите ги снимаме во градот Скопје. Јас искрено би сакал да имаме шанса повеќе да ги посетуваме градовите во внатрешноста и, например, вака ако зборуваме, лично би сакал да може да снимиме емисија на Галичник, да можеме да ги посетиме Битуше и Ростуше, да можеме да одиме в Дув, да можеме да ги видиме смоларските водопади близу Струмица, да може да ја посетиме Преспа или Дојран, ете таму никогаш до сега не сме биле. Би сакал да може, например, со Супер Звезда да отидеме на Шарпланина, верували или не сме биле ниту таму, не сме биле ни на Кораб, ниту на Кожув, ниту на Солунска глава, не сме биле во Маријово. Има многу места каде што би сакал да снимаме емисии со Супер Звезда. Дарко, имаш ли некој што сакаш да ти биде специјален гостин? Ова е прекрасно прашање. Има многу македонци кои што се амбасадори на нашата држава тука и надвор од Македонија, значи кои што во најдобро светло ја представуваат Македонија и македонската култура. Еден од нив е, мислам, Симон Трпчевски. Искрено би сакал да ни биде гостин во Супер Звезда, бидејќи тој е дечко кој што прекрасно свири пијано, дечко кој што светот многу го сака, на кој што пристануваат и му аплаудираат, и тоа не е само бизнисмени или некои познати светски личности, меѓу нив има и аристократи, има и принцови. Значи, тој е човек од таков калибар, секоја чест за Симон Трпчевски, стварно би сакал еден ден да биде наш гостин. Инаку, меѓу другите и Горан Пандев. Вие сите претпоставувам дека сте слушнали и го знаете кој е Горан Пандев, и кога би имале можност и би имале шанса, кога тој некогаш би бил во Македонија и би можел да одвори барем малку од неговото скапоцено време, би сакал да биде наш гостин овде во Супер Звезда.
Инаку има една специјална личност, еден човек за кој што сметам дека вистински и искрено заслужува да биде дел од нашата емисија, бидејќи сметам дека е добар, дека е чесен и дека многу работи и дава голем придонес за целокупниот развој на сите сегменти во нашата држава, а тоа е премиерот Никола Груевски, кој што искрено би сакал во некоја прилика да го поканам и да биде специјален гостин во Супер звезда. Дарко, дали некогаш Супер звезда ќе снима емисија Надвор од Македонија? Ова е многу убаво прашање. Супер звезда на вистина сака да снима емисии во странство и сака на дечињата да може да им презентира повеќе работи кои што они не можат да ги видат овде кај нас. Но тоа не значи дека Супер звезда до сега никогаш нема снимено емисии. Напротив, ние имаме веќе снимено 2 емисии во странство. Едната ја снимивме во зоолошката градина во Белград, каде што мојата денешна сопруга, а во тоа време мојата девојка, си играше со лавовите во зоолошката градина и сето тоа што се случуваше таму беше на големо воодушевување од страна на останатите посетители кои беа дојдени во зоолошката градина. И уште една емисија Супер звезда има снимено во 2002 или 2003 година, а тоа беше емисијата која јас ја направив исто така во зоолошката градина во градот Амстердам во Холандија, каде што направив една прекрасна репортажа и ги снимив сите тие прекрасни животни, снимив многу работи кои не можеа да се видат овдека и ги донесов и ги емитував за да можат нашите дечиња во Македонија да видат. Но доколку во иднина Супер звезда има повеќе средства, има повеќе пари и постои можност да се прават, секако дека ќе снимаме и емисии надвор од Македонија. Одиме понатаму? Ајде, повели Злато. Дарко, зашто Супер звезда однеодамна премина на Алфа телевизија? Како што кажав, првите 5 години од своето постоење Супер звезда одеше на А1, а потоа следните 5 години се емитувавме на Канал 5 телевизија. Кога истече и договорот за Канал 5, смисливме што, каде и како да направиме и едноставно во овој момент според мене Алфа телевизија е телевизија со многу добар тим, со многу добра екипа, има исто така многу добар директор и сметам дека Алфа телевизија може да ги исполни нашите критериуми, сепак да ја презентира Супер звезда во најдобро светло, бидејќи има прекрасен, одличен, според мене најдобар сигнал во Република Македонија и од тие причини ние решивме да преминеме на Алфа телевизија, која во моментов можеби нема највисока гледаност, но она што јас го сметам и лично мислам е дека за кратко време Алфа ќе биде меѓу трите најдобри телевизии во Република Македонија. Меѓу другото, не е само Супер звезда, и К15 се тамо, така ли? Па што им фали и на нив? Ништо. Ете така, најдобрите, како што кажав, отидоа на Алфа. Дарко, сакам да те прашам дали државата финансира Супер звезда? Ова е убаво прашање. За жал, Република Македонија и Министерството за култура, кое што го сметам за надлежно во овој случај, на Супер звезда не и помагаат ниту финансиски, ниту на било каков друг начин и во сите овие 11 години од како постоиме до ден денеска ни немаат дадено никаква помош. И затоа сакам да апелирам од следните години Министерството да ја помогне Супер звезда и не само Супер звезда и сите оние останати кои што прават проекти кои што се од интерес за развој на детската култура во Република Македонија. Дарко, тогаш која финансира Супер звезда? Супер звезда е проект кој што се финансира исклучиво преку продажба на рекламен простор. Оние спонзори во Супер звезда кои што купуваат рекламен простор, од една страна добиваат рекламирање, а од втора страна значи прават една хумана мисија и го финансираат овој детски проект. Од тие средства ние делиме плати, ги плаќаме нашите кири, обезбедуваме простор каде што вежбаат децата, ја закупуваме универзална сала, светло, озвучување, осветлување го правиме нашиот фестивал. И исто така дел од тие средства ги користиме за снимање на едукативни емисии кои дечињата ширум Македонија и оние кои што го следат сателитскиот канал на Алфа телевизија можат да не гледаат во земјава и надвор. Ете, на таков начин се финансира Супер звезда. Здраво, Дарко, и сакам да те прашам, кои се најголемите пријатели на Супер звезда? Прекрасно прашање, Марта. Дали ти знаеш кои се нашите најголеми пријатели? Не? Некои мислат дека тоа се нашите спонзори, драги гледачи, но не е така, тоа се наши големи пријатели, но најголемите пријатели на Супер звезда се дечињата, сите оние со кои што овие изминати 11 години заедно растеме и се гледаме секоја сабота во 10 часот. Така ли е? Ете. Сега ќе направиме една кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме повторно во програма заедно со Супер звездичките и со последната рунда на прашања и одговори околу вистината за Супер звезда.
Се враќаме повторно во програма, немаме многу време, затоа ќе бидеме брзи. Ајде сега да видиме од супер звичките кој има некои прашања да постави за мене. Поели Злато, кој е твоето прашање? Какво дете беше Дарко кога беше мал? Прекрасно прашање. Јас бев многу темпераментно детенце кој сака да види све, сака да пипне, сака да допре. Јас едноставно бев дете кое што учеше на сопствени грешки. Тешко можев да научам од грешките на туѓите. Имав многу убаво детство кое што се уште трае. Здраво, сакам да те прашам, Дарко, кога си бил мал, дали си бил добар ученик? Кога сме веќе кај прашањето околу училиштето, бев добар ученик онолку колку што требаше да бидам. Сакам да кажам, да им појаснам и нашите гледачи да знаат дека секогаш во животот го учев она што мене ме интересираше. Сакам да кажам преку тоа дека што поскоро ќе успеат родителите да ги насочат своите деца кон нивните животни цели, тоа поскоро и нивните дечиња ќе сакаат со многу љубов да го учат она за што ќе сметаат дека во животот ќе им треба. Кога јас се пронедов себе си и кога едноставно сватив што сакам да бидам, на почетокот мислев да учам музичка академија, бидејќи имав завршено нижо и средно музичко. Се откажав од некои планови и наместо музичка академија јас станав дипломиран економист на одсекот маркетинг менеджмент, што и многу ми користи во мојата професија. Сепак како мал посетував многу курсеви за англиски јазик, посетував курсеви за компјутери, постојано учев и денеска учам, значи јас нонстоп сум на интернет, нонстоп читам книги, сакам да откривам и да дознавам работи, никогаш не ми е досадно кога учам и едноставно и тука сметам дека и моето образование се уште не е завршено и мислам дека човек треба да учи додека е жив. Дарко, сакам да те прашам дали имаш брат или сестра? Да, Дарко има сестра. Мојата сестра се вика Искра. Искра е во моментов вработена како професор во гимназијата Нова. Јас сакам да искористам оваа прилика и да ја пратам безброј бакнеш. Чао, Ики. Дарко, што работеше ти пред да направиш супер звезда? Пред јас да ја направам супер звезда, работев многу работи. Имав, како што кажав и на почетокот на емисијата, имав еден нокен клуб, имав приватно радио, имав продавница, имав мое тонско студио, па снимав реклами, снимав и песни, снимав се. Но едноставно не се наоѓав во сите тие работи и сето тоа не ми беше доволно. Едноставно барав нешто повеќе и сакав да се најдам себе си, сакав да имам професија во која што ќе се насочам, на која што ќе се посветам, која што целосно ќе ми исполни. И така еден ден решив да станам супер звезда. Дарко, како ти поминува еден работен ден? Секој мој работен ден најчесто трае многу долго. Јас станувам од спиење, понекогаш одам во канцеларија, некогаш не, некогаш работам од дома. Многу често имам состаноци надвор, па треба да се гледам со луѓе и затоа сум на многу места низ градот, каде што правам разни средби. Некогаш и одам во други градови, каде што одам да посетам некои места кои што планирам да дојдеме со супер звезда да ги снимиме и така натаму. Инаку, постојано сум во контакт со вработените во Супер звезда, се слушаме по телефон, се договараме, разговараме или имаме состаноци, работиме заеднички проекти, така да јас не работам значи од 9 до 5 или например од 8 до 4 како што работат најчесто вашите родители. Значи во текот на целиот ден јас си имам обврски и така да многу често дел од моите обврски ги работам и навечер. За мене ноќта има посебна драж и посебна моќ. Јас многу ја сакам ноќта како еден временски период во кој што никој не ми пречи, во кој што можам да бидам сам, во кој што можам да компонирам, во кој што можам да творам, во кој што можам да дадам се од себе. Така да многу од работите кои што ги правам за Супер звезда, ги правам најчесто ноќе, кога треба нешто креативно да дадам од себе. А кога станува збор за состаноци, за гледање со луѓе и за слично, нормално тоа се активности кои што се прават рано наутро, но еве за разлика на пример од некои други професии имам една привилегија и имам исто толку долг летен одмор колку што имаат дечињата на училиште. На пример кога вие одмарате и кога не одите на училиште, јуни, јули и август, во истиот тој период одмарам и јас. Ете така, тоа е на пример една од предностите што ги има оваа моја работа. Дали, Дарко, ти имаш семејство? Да, јас имам семејство и многу сум горд на моето семејство. Тоа го сочинуваат мојата сопруга, која што се вика Марија и која работи како доктор. Поточно во моментов специјализира хирургија.
И една прекрасна, убава и малечка принцеза која што се вика Леона. Ја имавте шанса да ја видите во најавната шпица на Суперзвезда. Леона во моментов има 1 година и 5 месеци, е премногу убава, многу мила девојка, која што неизмерно ја сакам јас и мојата сопруга. Тоа е едно малечко девојче кое што ни направи животот да ни биде прекрасен и во моментов сакам на моите 2 принцези да им испратам многу бакнежи и да им кажам дека многу ги сакам. Дарко, што правиш во слободно време? Дарко, нема многу слободно време. Јас често викам дека мојот приватен живот го живеам во паузите на мојата работа. Кога имам слободно време, а тоа е најчесто во лето, значи кога децата се на распуст и јас сум на распуст, во тоа време најчесто сакам да ловам риби, сакам да шетам на планина, сакам да гледам и телевизија, сакам да одам на плажа, сакам да се возам со кајче, сакам да правам многу работи. Мислам дека така, најчесто прошетките во природа ме прават посебно среќен. Така, тоа се некои работи што би сакал да ги правам во слободно време. Какво е чувството да се работи во Суперзвезда? Да се биде дел од тимот на Суперзвезда е нешто прекрасно. Мислам, не само јас, сметам дека и сите останати пријатели и мои колеги кои што работат заедно со мене во Суперзвезда, прекрасно се чувствуваат. Суперзвезда е нешто што никаде го нема на светот. Тоа не е некоја организација или некоја фирма која што е направена според некој терк или според нешто што веќе постои. Суперзвезда е нешто што ние самите си го измисливме и направивме едно прекрасно катче во кое што сите заедно ќе уживаме, во кое што сите заедно ќе дадеме многу енергија и каде што со многу љубов ќе се посветиме за на дечињата, поточно на нашите најмлади гледачи, да им го пружиме најдоброто. Искрено сметам дека човек, доколку лично не се чувствува среќен и не се чувствува добро, не може да направи добра емисија. Затоа ние сите во Суперзвезда пред се трудиме да имаме добар амбиент и добра атмосфера, да се почитуваме, да се сакаме едните со другите и сметам дека тоа е тоа што прави Суперзвезда да биде уникатна и да биде поразлична од многу други фирми. Дали ти, Дарко, сакаш кога ќе порасне твојата ќерка Леона да те наследи? Онолку колку што јас уживам во мојата работа, исто толку ужива и мојата сопруга во незината работа. Ние разговаравме во неколку наврати и донесовме заеднички заклучок дека не е убаво никој никого да го форсира во животот нешто да биде. Сметам дека доколку нашата ќерка сака нешто да направи во незиниот живот, ние тоа треба да и го возможиме. Јас сакам таа да биде среќна во професијата во која што ќе одбере, без разлика дали ќе работи како мене на телевизија или дали ќе работи доктор како мојата сопруга или ќе работи сосема нешто трето. Битно е човек да е среќен во тоа што го работи и да се чувствува убаво. Дали, Дарко, имаш некоја неостварена желба? Јас имам многу желби, повеќето од нив ми се остварија во животот. Јас немам некои нереални желби. Сега немам желба да патувам на Марс или да одам на месечината. Јас имам желби кои што се приземни, кои што се нормални. Самиот сум таков човек кој што се задоволува со мали нешта, но имам некои желби кои што останаа неостварени. Мојата најголема неостварена желба е да можам да направам еден ден Суперзвезда да може да функционира и без мене. Значи сакам да направам Суперзвезда да биде мој подарок за сите времења за децата во Република Македонија. И втора желба која што имам да може да се направи, значи проектот Суперзвезда да не е само проект кој што ќе биде наменет за децата во Македонија, туку да успееме да го направиме да биде интернационален проект. Например, Суперзвезда да може да се емитува и во Србија, да може да се емитува и во Грција, да може да се емитува и во Бугарија, и во Албанија, и во Хрватска, и во многу земји низ овој регион, ако не и пошироко низ светот. Па еден ден да може да правиме размена на песни, да може и нашите деца од овде да патуваат надвор и други деца од надвор да патуваат овде. Значи тоа е мојата втора неостварена желба, на што еве давам збор дека искрено и упорно ќе работам до крајот на мојот живот. Малечки принцови и принцези, баби и дедовци, мајки и татковци, се надевам дека уживавте во ова издание на Суперзвезда и се надевам дека научивте нешто повеќе за нас. А до следното издание на вашата омилена детска емисија Суперзвезда, бидете живи и здрави, слушајте ги мама, тато, баба и дедо и дарувајте им љубов на сите околу вас. Чао, пријатно до гледање. Ве сакам јас, ве сакаат моите малечки суперзвездички. Се гледаме. Чао, чао.